Почитувани, граѓаните од општина Босилово се целосно разочарани од работата на градоначалникот на општината господинот Зоран Зимбаков. Голем дел од неговите ветувања не се исполнети, ниту пак нивната реализација е започната. Неговата програма е неверојатно обемна и во најголем дел со нереални проекти и задачи. Во досегашното 2-годишно работење на актуелниот градоначалник бележиме многу нереализирани ветувања, односно големи лаги предвидени во неговата програма во однос на роковите за нивна реализација. Нереализирани проекти од областа на образованието и спортот. Изградба на спортско игралиште во село Моноспитово и во други населени места до 2019 година. Замена на азбестни кровови на училишта. Организирање на кујна за исхрана на ученици од подрачни училишта. Користење на алтернативни извори на енергија за училиштето. Во делот на локални патишта. Изградба на локален пат Иловица-Дрвош 2019 година. Изградба на локален пат Старо Баловци-Дрвош 2019 година. Реконструкција на дел од локалниот пат Дрвош-Хамзали 2019 година. Нереализирано. Од областа на комуналните дејности. Изградба на отворен пазар во село Босилово како клучен проект за 2019 година. Бетонирање на атмосферски канал во село Босилово за 2018 година. Уништена, оштетена и необновена урбана опрема, клупи за седење, канделабри, корпи за отпадоци. Дислокација на доводен цевковод за пиење за вода за село Босилово од хидросистемот Иловица на локалниот пат Босилово-Радово за 2018 година. Нереализирано. Бележиме проблеми со кои актуелниот градоначалник не може да се справи и за исте да изнајде трајно решение. Хроничен недостиг на вода за пиење во текот на целиот летен период во село Дрвош. Намален притисок и немање доволни количини на вода за пиење во летниот период во повеќе населени места. Градоначалникот господин Зоран Зимбаков не ги реализира сите овие проекти, но успеа да ја асфалтира улицата каде што живее самиот тој и каде поминува само неговиот автомобил. Друга улица која успеа да ја асфалтира во општината во својот досегашен мандат е улицата каде што живее актуелниот претседател на Советот и поранешен претседател на општинската организација на СДСМ во село Иловица. Градоначалникот на општината е на прав пат, за останатите граѓани на општината кал прав и дупки по улиците. Дојде живот само за нив. Благодарам.